актуелна тема овие неколку месеци, јавниот транспорт во Струмица. Нели, за кратка една информација, 4 месеци веќе поред функционира јавниот транспорт во Струмица и на самиот почеток да те прашам, има ли реална потреба од јавен превоз во Струмица? Благодарам за посетата и за интересот за нашата компанија. Има ли потреба од јавен превоз? Значи, по сите нормативи, сите градови што достигнуваат над 50-60 илјади жители, треба да имаат воведено градски превоз, поради X причини. Експертската анализа покажа дека Струмица како местоположба и како поставеност одговара за да се направи градски превоз, така да на база на таа експертска анализа се донесе и одлука на Совет пред неколку години, а веќе официјално од 2023 година, значи Советот направи фирма, компанија ЈСП Струмица Транспорт, која ќе занимава со превоз на патници во градскиот сообраќај и ги направи сите припреми за да може да профункционира фирмата. Значи, почнавме да правиме физибилити студија, анализа на постоечките услови, како одговараат улиците, како е поставен градот, инфраструктурно, какви автобуси треба да се набават, големи, мали, средни. Значи, спрема тоа што веќе го имаме. Ние поставуваме јавен превоз во град кој веќе постои. Не правиме нешто град со превоз. Значи, мораме да го адаптираме спрема условите, каква е ширината на коловозите во Струмица, на булеварите, каква е големината на кружниците, на кружните текови, сообраќајната инфраструктура и така натаму. И се одлучи дека веќе е краен момент да се воведе приградски превоз, не е само градско, бидејќи тоа што го памтиме, приградското возење со автобуси на патниците од околните места веќе не постои и они се соочуваат со реален проблем за комуникација со градот и мораше некако да се реши тој проблем, бидејќи граѓаните не го чувствуваат до толку колку што населението во приградските места го чувствува тој проблем. Со тоа се согласувам. Ајде само да напоменеме колку линии има, 10 автобуси се, да. И колку линии има со приградски комплетно? Има 6 линии, линиите се, има 6 дестинации, значи линиите се, едната е, може да ви ги напоменам, село Велјуса до градско Балдовци, едната линија, другата линија е од Струмица до Банско преку Сачево и Куклиш, преку не Сачево, него преку Сачево и Муртино едната линија, Дабеле, Сачево и Муртино, а другата линија преку Куклиш и Свидовица до Банско. Третата линија е, значи четвртата линија би било тоа Костурино Струмица. Има две кружни Просениково Струмица и со тоа е офатено сите населени места што се во Струмичката општина. Значи тие се линии, 6 линии ги има, а со 10 автобуси, ама некои се, значи двојни, има и градска линија Струмица, значи кружна градска линија. Да. Напоменавте дека да, тоа беше како насушна потреба на сите тие приградски места, но еве вашето искуство досегашно во тие 4 месеци, кој најмногу го користи јавниот превоз? Јавниот превоз е направен, реков јас, градско-приградски. Ние линиите што возат приградско, што возат, например, од Велјуса до Струмица, и прават круг низ Струмица, значи ги собираат патниците од секое место во Струмица и до и Велјуса. Значи, прво прават градска линија, после одат приградска линија. Така се со сите, значи комбинирано градско-приградски превоз, да можат сите граѓани да го користат тој превоз. Најмногу го користат, значи најголема употреба има за приградскиот превоз, за луѓето кои треба да дојдат во Струмица по X причини, по доктор, по работа, по училиште и така натаму. Го користат сите, најмногу го користат учениците, се најбројни кои живеат во приградските населби и што ме радува со текот на времето, како поминува времето, почнува се повеќе да го користат и граѓаните на општина Струмица од дестинација до дестинација. Струмица е мало место, но не е толку мало да се оди пешки секаде. Така да сега сите што живеат во периферијата на градот, го користат тој градскиот превоз за да дојдат на работа, на училиште, бидејќи концентрацијата на училиште е во центарот, и обратно, тие што се во центар, после да се вратат, например, до техничкото школа или до Огражден,
го користат тоа за да се вратат од работа. Луѓето почнуваат се повеќе да го користат градскиот превоз за потребите. Да. Можеме ли да констатираме дека се менува навиката на струмичани да користат јавен превоз во замена за нивните моторни возила? Да, тоа е еден процес што треба време да помине додека луѓето да станат свесни дека градскиот превоз уствари им го олеснува животот. Значи, досега сите се соочува со проблемот. Ние сме, значи, неоправдано е за помалку од 2 километри да се користи возило, а кај нас немаше опција и сите користеа возилот од периферија да дојдат во центарот. Центарот се загушува од бројот на возила и од еколошки аспект, значи се задужива со зачедување, знаеме ние со што се соочува град Струмица. И тоа е еден голем проблем што се решава сега и што се повеќе луѓе почнаа да си вадат тие месечни карти што се за користење на јавен превоз и со него доаѓаат на работа. Сите што живеат во периферијата, мислам, тие што можат, што не им треба кола во текот на нивното работење, во текот на денот, значи само превозот што го користат да одат и да се вратат од работа, веќе почнаа да го користат јавниот превоз. Така. Спомнавте месечни карти. Дали имате предвидено, не знам дали се прави некој план, стратегија за ранливи категории на граѓани, пензионери, ги спомнавте учениците, да се направи некои, не знам, бенефицирани карти или да имаме некои поволности за да можат и тие да ги користат услугите. Не зборевме ние со градоначалникот и со Советот на општина Струмица, бидејќи сепак они се сопственици, Советот е собственик на градскиот превоз. На моја иницијатива се договоривме да имаме субвенциониран превоз првата година за сите граѓани. 50% од сите превезени патници од цената на превозот го плаќа, го субвенционира општина Струмица. Исто така ги субвенционира и ранливите категории на граѓани, например имаме специјална субвенционирана цена месечна за пензионери, имаме специјална субвенционирана цена за ученици и за студенти. Сега преговараме да видиме дали ќе биде субвенционирана цена или на Совет ќе оди бесплатно за ранливата категорија на луѓе со посебни потреби, така да тие што досега ги имаме се опфатени во ценовникот и веќе таа можност ја нудиме, исто и за субвенциониране се и сите работници кои доаѓаат колективно на работа, како колектив кој се осигуруваат имат понитка цена за 50% од колку што би било месечната карта. И овие што индивидуално луѓе што одат на работа некако колектив, исто имат субвенционирана цена од општина Струмица со 50%. Тоа е значи за 2025 година донесена одлука со цел да се унапреди и да се започне масовното користење на градскиот превоз, да се стекнат навики, затоа општината одлучи и Советот да дадеме субвенционирана цена. Така да се опфатени сите групи и ранливи категории и сите граѓани се опфатени со таа субвенција. Имам прашање во однос на начинот на кој се информираат граѓаните за линиите каде се движат автобусите и временските интервали. Докаде е планот со поставување постројки по градот и малце поголема информираност во однос на, пак ќе кажам, линиите каде се движат и по кои интервали се движат автобусите. За да нема забуни, значи тоа ние Струмица како град немаше поставено градски превоз, нити постоечка инфраструктура. Значи тоа е нов проект за Струмица, тоа е многу голем, еден од најголемите проекти што Струмица го има направено, општина Струмица. Тоа е комплексна работа, комплексна. Затоа ние имавме еден тест период од 3 месеци. Направивме физибилити студија, експертско мислење за релациите, за линиите, за честеноста на автобусите по кои траси додат и дадовме еден период од 3 месеци кога можевме да правиме корекции и ги правиме корекции, да ги видиме кои се недостатоци, кои се добри страни, каде грешиме или не грешиме, каде експертите сгрешиле. Во наредната фаза, ние го поставивме тоа и за да бидат информирани граѓаните, направивме апликација, мобилна апликација на мобил телефони, веќе сите ги користат и сите информации апдейтирани до денес ги има таму за возните редови, за времињата, за линиите и за се, и сите можат на CX Omnibus се вика апликацијата на Play Store на мобилните телефони и сите, околу 90% од граѓаните веќе ги користат. Имаме притисок за
постарата популација што не користат мобилна телефонија, они сакат да има постојки. Постојките се веќе утврдени кај ќе бидат, обележени се градските постојки кај што стојат автобусите, за тоа се изработва проект. Тоа е експертска работа исто, тој проект оди исто на Совет, оди со согласност од МВР, бидејќи станува збор за сообраќај, таму доаѓаат експерти од сообраќајната полиција, значи сите се усогласуваат и го поставивме каде ќе бидат постројките. Сега, во наредна фаза на тие постројки, пак треба да проект да ставиме такви настрешници на постројките. Да, информациони табли. Не може да поставиме информациони табли било каде на дуќаните да ги лепме или на дрвјата, значи мора да бидат на постројки. За да се стават постројки, пак е процедура. Ние сме јавно предпријатие, заради транспарентноста, пак треба да имаме проект. Тој проект пак треба да оди со изглед, се смета тоа за урбана опрема. Таа урбана опрема пак треба да оди во урбанизмот, пак треба да оди согласно од МВР, има некои сообраќајни правила како се постават, на кое место се постават, каков тип треба да бидат и од кој ќе добиеме, значи тој проект ќе го изработиме, од кој ќе добиеме согласност, треба да распишеме тендер. Бидејќи сме јавно предпријатие, ради транспарентноста не можеме ние да се договараме во 4 очи, него тендер да се јави фирма по тие насоки што ќе ги дадеме по тој тип на постројки, треба да се објави, да се јават на тендерска процедура, тие се околу точно 131 постојка. Да се јават, да добиеме поволна цена, по таа поволна цена да им дадеме налог да ги изработат, да се постават, со тоа што ќе го добиеме и од Советот како поставување, согласно за поставување на урбана опрема, ќе ги поставиме постојките и дури таму ќе може да објавуваме во пишена форма возните редови, скиците и така натаму, како што е во сите големи градови. Јас реков, значи ние не правиме, не продолжуваме со некој почнат проект, него почнуваме од нула да го градиме и таква инфраструктура уште нема, таква урбана опрема немаме. Факт е дека е ново за Струмица, но и за струмичани користењето на овој јавен превоз, но се надевам дека тоа ќе се решава во брзо време, така да убаво спомна се и овие постарите да бидат информирани, зашто реално тие мислам дека се најголем процент од патниците во јавниот превоз во моментот. Директоре, кажете ми дали ја задоволуваат во моментот потребата од јавен превоз овие 10 автобуси? И дали имате некои планови за воиднина зголемување на број на автобуси? Како е ситуацијата во моментот? Вие знаете дека тоа е нова постојка, нов бизнис. Ние направивме некакви возни редови кои се усогласуваат со бројот на автобусите што ги имаме. Не можеме да направиме за повеќе или за помалку. Оптимизација направивме на возните редови. На Сабајле и на Ручек се пиковите кога одат луѓето на работа и кога одат на училиште и кога се враќаат од работа и од училиште. Значи Сабајле од кај Шесипол до кај 8 сатот е пик, е малку пофреквентно. После доаѓа еден полатентен период, значи каде е растеретено, до кај 12 сатот, кога едни се враќаат од училиште, други одат, до кај 3, кога почнуваат луѓе да се враќаат од работа 4, пак има малку пауза и околу 7 сатот, пак последните што се враќаат од училиште или последни што излегуваат во градот се возат. Значи, така е адаптиран возниот ред да можеме со 10 автобуси да одговориме на граѓаните за нивните потреби. Тие 10 автобуси држат, рековме 6 плюс 2, 8 линии и мораме еден да имаме резервен автобус за не дај Боже да се расипе нешто, да се чукне, да се скапи гума или било што, мораме да реагираме брзо, да не ги оставиме патниците на патот. Со текот на времето, како минува времето, се појавува потребата, ќе се појави потребата за, бидејќи луѓето ги менуваат навиките, и ќе се појави потреба за повеќе автобуси, но тоа ќе биде, за таа работа ќе збориме во друга прилика, ќе можеме. Сега почнавме така, ќе ви дадеме една информација дека со овие проектите од унгарскиот кредит, што барат од општините да се аплицираат за проекти, веќе општина Струмица аплицираше за уште 5 автобуси, кои автобуси, ако нема потреба за општина Струмица, бидејќи јас мислам дека ги задоволивме потребите на општина Струмица со приградските општини, со тие 5 автобуси ќе можеме со меѓуопштинско договарање, значи кога градоначалниците на општина Василево, Босилово и Ново село ќе седнат и ќе се договорат, можеме да го прошириме градскиот превоз на ниво на бивша општина Струмица,
да ги офатиме сите населени места во општина Струмица, бидејќи кога веќе има јавен превоз, тоа е скапа инвестиција и скапо одржување, општина Босилово и Василево и Ново село немаат капацитети, финансиски капацитети да го менаџираат јавниот превоз, но со евентуално ако добиеме уште 5 автобуси, ќе направиме една комбинација да сите општини бидат опфатени од тој јавен превоз што се го има општина Струмица, да биде меѓуопштински во рамките на бивша општина Струмица. Се за доброто на граѓаните. За доброто на граѓаните. Директора, имам уште едно прашање. Имаше неодамна на социјалните мрежи еден автобус беше, не знам, расипан или било од која причина, подолго време стоеше таму некаде кај бившата касарна, имаше доста негативни критики. Каква е сега ситуацијата во моментот? Дали веќе имате воспоставено и капацитети и екипи кои се грижат за одржување на тие автобуси, за поправка, се со цел да нема застој во јавниот сообраќај? Добро, ние сме малку чудни луѓе, ние сакаме да критикуваме. Тоа е машина, нова, стара, се расипува, како и луѓето што се разболуваат, и деца и стари, нели? Не викам ние детето е ново, мало, па не се разболува. Тоа е машина и се расипува и треба да се најде начин да се тоа поправи, да се санира. Ние имавме еден таков автобус, автобусот ја изгуби силата, тоа е електричен автобус, нова техника, значи немаме мајстори во секој момент да го решават во секундата, а и не смееме да го решаваме во секундата, бидејќи тие автобуси се под гаранција. Имат 2 години гаранција на автобусите, на сите, на цела електроника и 8 години гаранција на најскапиот дел што се батериите. 8 години. Така да со таа гаранција ние и не смееме сами да поправиме, да реагираме, бидејќи ќе изгубиме гаранцијата. Ние реагиравме, се изгуби силата на автобусот, ние реагиравме во нашиот партнер кој е задолжен со тоа да ги решава проблемите што се јавуваат. Автобусот застана на пат, бидејќи една од заштитите на автобусот е кога не работи, да го испушти воздухот и да се блокира, да не настави поголема работи. Ние не можеме да го деблокираме, бидејќи тоа е мешање во нешто што не е наша работа. Така да ние ги известивме екипите од Скопје, во рок од 2 дена, во наредниот ден дојдоа, не можеа да го решат, дојдоа со друга екипа, го деблокира, го извлековме да не стои на патот, стоеше 3 дена, 4 на патот, имаше нели 1 ден, 2 дена, тоа се случува, значи не е тоа нешто. Но се решава. Го вративме во базата, од таму не можеа да го решат. Јас ги притиснав бидејќи се обврзани со договори, со пенали ако не го решат брзо. Дојдоа 3 екипи со авион од Турција и го решија проблемот, го санира, значи автобусот вози, значи тоа не само кај нас. Јас ќе ви кажам пример дека Мерцедес како компанија пред неколку години продаде 1 милион автомобили со грешка во системот за кочење. Мерцедес врати 1 милион автомобили назад и го санираше проблемот. Значи, со 1 милион автомобили, тоа се случува. Тоа е нова технологија. Битно е дека има решение, битно е дека ние имаме договор, битно е дека ние имаме гаранција 2 години на се и 8 години на батериите. Така да, сега се автобусите исправни, секој пат имаме еден во резерва кој го да не трпи. Значи може да се случи, може да има и удес, може да има и блокада, може да има и гума да се скапа, да пукне. Значи ние мораме да реагираме со еден автобус секој пат да биде слободен и еден возач за да може да реагира, да не трпат. Луѓето треба да одат на училиште, на работа, да се вратат дома, да си одат. Така да водиме сметка околу тоа. Директоре, за крај, спомнавме колку тие имаат значење за одржување на здрава еколошка средина или автобусите. Имате ли некогаш направена анализа еден автобус колку возила би заменил или колку би зачувал од нашиот воздух за дишење, доколку се користи? Сакам да дадам за крај еден апел на граѓаните, што значи доколку го користат јавниот превоз, електричните автобуси, а доколку продолжат да возат со своите моторни возила. Јас ќе ви дадам прво еден пример во сите студии за користење на електричен превоз и на дизел превоз од економски аспект. Од економски аспект е околу 30 до 40% поисплатливо користењето на електричен превоз него од дизел превоз. Само од економски аспект, бидејќи
не е само цената на електричната енергија спрема цената на дизел горивото, него тука и одржувањето. Тука нема мотори со внатрешно согорување, нема дизни, нема свекици, нема масло, нема ништо. Тоа е еден електромотор што кога Никола Тесла во 1800 и која година го измислил, кога тргнал уште не се распел. Тоа нема што да му се распе. Значи немаме нити менувач, немаме нити промен на филтри на менувач, промен на масло на менувач, промен на масло на мотор. Тоа немаме никакво одржување. И плюс цената на електричната енергија спрема версус цената на дизел горивото е околу 20% поевтина. Со сите тие бенефиции околу 40% излегува како економски аспект. Да не збориме сега за еколошкиот аспект, за бизнисот. Јас како менаџер, значи правам калкулација што ќе кошта за фирмата, бидејќи возачот е воzač, се знае колку треба да се плати, се знае што се треба да се плати за фирмата, ама ако треба да ставаме дизел гориво или ако треба да користиме електрична енергија и одржување, 40% за фирмата ќе биде поевтино. Автоматски таа бенефиција ние може да слегнеме со цената да биде 40% поевтино за граѓаните. Тоа е поврзано. Тоа е од економски аспект, од еколошки аспект е придобивката огромна. Значи, ние знаеме што се случува моментално и какви се заболувања има и како е загаден градот Струмица. Неколку пати го прогласивме најзагаден град во државата, во светот и не знам што. Со користење на дизел гориво, јас ќе ви кажам дека каква е загаденоста што се со користење на 1 литар дизел гориво, 1 литар нафта, се создава 2,68 килограми на CO2 отпад, а се користат околу 10 килограми кислород за да се согори 1 килограм на дизел гориво. Значи тој кислород го влечеме ние од граѓаните, од средината и создаваме CO2 отпад. Значи од 1 литар. Ако знаеме дека еден автобус троши под прилика 25 литри на 100 км, а дневно поминува 200 км секој автобус, тоа се 50 литри нафта троши, значи би создал 130 литри отпад CO2 еден автобус или 1300 килограми дневно отпад од CO2, а 10.000 литри кислород ќе потроши од граѓаните што треба да го дишат дневно. На месечно ниво е 40 тона, значи отпад, на годишно ниво 500 тона отпад од CO2 се создава само од автобусите. Ако одиме обратно, ајде не користиме дизел автобуси версус електричните автобуси, да видиме што би значило тоа како граѓани. Ние дневно сега, во последните денови правев статистика, превезуваме околу 1200 до 1300 патници дневно. Замислите тие 1200-300 патници по тројца да се возат окола, да одат на работа или да се враќаат, тие се баш што го користат превозот, независно од другите патници. Тоа се околу 400 возила. Дневно треба да се ангажираат за тие луѓе наместо градски сообраќај да користат сопствено возило. 400 возила по 2-30 км до Банско и назад, по 2-3 литра бензин да потрошат, тоа се 1200-300 литри гориво. По тие параметри што ви кажав дека секој користи по 2,68 создава CO2 отпад и по пута 10 го користи кислородот, што е основен двигател за човечкиот организам и за децата. Да ви кажем, јас без кислород, знаете, да не држам часови по медицина, дека без кислород се закиселува организмот, се закиселува и се создаваат канцерогени болести, па бандерите се полни од млади луѓе што одат. Секој девето дете во државата починува од респираторни заболувања и така над. Колку кошта лекувањето на тоа, не одам понатаму. Тоа е огромна загуба за државата, бидејќи за здравството пак ние го плаќаме, пак граѓаните. Никој не направил една анализа колку кошта да се санира едно онколошко заболување, рак. А знаеме дека со намалување на O2 за кислородот се закиселува организмот и се појавуваат тие канцерогени состојби. Затоа ми беше битно само да го напоменеме тој факт, колку заменува, убаво кажавте, колку заменува тие луѓе, доколку би користили 400 возила наместо да се возат со јавен превоз. 400 возила минимум дневно во градот што загадуваат. Така, една насока на луѓето и малце да виде и поучно сето тоа што значи јавниот превоз и колку ни значи јавниот превоз што го имаме во општина Струмица. Директор, јас ти благодарам на овој разговор, се надевам ќе се видиме повторно. Ви благодарам и на вас, се надевам дека барем малку
доловивме до граѓаните оваа проблематика, доловивме да сфатат што значи користење на градски превоз. И апелирам, кој може, треба максимално да се заложи да користи градски превоз, бидејќи тоа е за негово лично добро и за добро на неговите родители и за доброто на неговите деца, што се афектирани од целата приказка тука со загадувањето.